Македонија најспоро напредува од цел регион според извештајот кој беше презентиран на самитот 2025. Речиси сите мерења покажале од земјава е на дното во однос на земјите од регионот или во споредба со новите членки на Европската унија. Првичната идеја на основањето на самитот дека Македонија до 2025 ќе влезе во Европската унија како економска развиена држава, тешко дека ќе се реализира. Идејата на основачите била до 2025 година да станеме развиена земја членка на ЕУ и НАТО и за тоа биле поставени таргети, односно колку треба да биде нашиот животен стандард, да бидеме една земја со животен стандард како ЕУ. Така што тоа не е постигнато, таргетите се ревидирани, покажав дека има напредок на земјата, дека тој напредок е недоволен за да ги постигнеме целите на организацијата и секако се надам на владата и на целата земја. И последниот извештај на Светска банка не дава надеж дека економски ќе напреднеме. Намалена е проекцијата за раст, инфлацијата нема да попушти, а јавниот долг е на загрижувачко ниво. Премиерот Ковачевски детално го прочитал и извештајот и вели дека нормално било во време на криза Светска банка да ги намалува проекциите. Тоа се случило и лани. За Ковачевски е добро што сме држале добар кредитен рейтинг. Во услови на криза и минатата година и Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка и други финансиски институции или аналитички институти ги менуваат често предпоставките на економскиот раст и тоа е секогаш во услови на криза. Знаете, минатата година и пред минатата година почесто го правеа тоа отколку регуларното. Она што мене ме радува е што на кредитниот рейтинг на државата е со подобрен изглед. Инак, годинашниот самит е 12-ти поред и е во фокус на општествената трансформација, дигитализација и стратешко лидерство. Предвидено е во вкупно 13 панели искуствата да ги споделуваат 40 наговорници.